Со превес на очите и бел стап во рацете. Гостите во ресторанот Амбрела во Скопје синоќа почувствуваа за миг како слепите лица го перцепираат светот околу нив, односно како изгледа социјалниот живот на овие лица и со какви проблеми тие се судираат во средината во која живеат. Водени од друго лице, седнуваа на масите и нарачуваа од менито, изработено на Брајово писмо. Ние треба да се базираме на потребата на слепите. Да. Така прават и сите живи. Кога ќе почне да титка, знаеме дека е преполно, дека се преполнува чашата. Да. Пред се не е лесно, навистина треба да имаш голема доверба према тој што те води доколку имаш помош или да му веруваш на стапчето. Треба да се потрудиме сите како општество, како држава, да им го олесниме и да им направиме една инклузија за да можат полесно да функционираат и полесно да го живеат животот, да се информираат, да читаат, полесно да ги обавуваат секојдневните обврски. Prema standardima Svetske zdravstvene organizacije, vaš krvni pritisak je u granicama normale. Несигурност генерално, страф не. Чудно е, поинаку е. Нели едно сокче да го ставиме, мораме се да со допирот да почувствуваме секој предмет, да речеме че корењето е исто чудно, нели јас не сум навикната на стапчето, на што има пред мене, околу мене, да речеме додека го нема в превезот, видов дека позади мене има да речеме столче маса. Сега немам чувство на кое растојание се од мене, па нели чекорите се ситни, несигурни. Настанот го организираа Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, заедно со Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидски организации на Македонија, со цел преку неформално дружење, присутните да се запознаат со некои од предизвиците со кои се соочуваат слепите лица во земјава, воедно и да се придонесе кон зголемување на видливоста на граѓанските организации кои ги застапуваат лицата со попреченост во медиумите. Ваков тип на активности кои што ќе работат на зајакнување на соработката помеѓу новинарите, медиумите и граѓанските организации кои што работат во оваа област е особено значено, не само од аспект на подкривање на видливоста на лицата со попреченост, туку и од аспект на зајакнување и подкривање на свеста за предизвиците и проблемите со кои што се соочуваат нашите сограѓани во општата јавност, овие наши сограѓани кои што многу често се осеќаат и помалку маргинализирани во општеството. Како организации на лица со попреченост, ние сметаме дека најдобриот начин како да се бориме со таа дискриминација и како да ги намалиме тие предрасуди е со директно учество на лицата со попреченост на сите активности, во сите акции, во сите проекти кои што се однесуваат на нив. И токму денеска, затоа се одлучивме за ваков тип на активност, каде што самите лица со попреченост ќе имаат можност да упатат некои клучни пораки во однос на нивните права, кои би требало да се разбега одговорните институции, државни институции, меѓутоа и организации да ги чујат и да ги земат во предвид кога ќе ги планираат понатамошните своји политики, програми, проекти и така натаму и така натаму. Влегуваме во групата на земји кои го поддржуваат Маракешкиот договор. Тоа е договор на Светската организација за интелектуална собственост и Светскиот сојуз на слепи. Членка на двете тела и Република Македонија преку Државниот завод за индустријска собственост и преку Националниот сојуз на слепите на Република Македонија. Овој договор е склучен во Мароко во 2013 година, меѓутоа за жал и покрај сите наши лобирања или ургирања или врски или како сакате да кажете, се уште во Република Македонија не е ратификуван. Што тој договор значи? Тој договор значи дека сите материјали кои се публикувани ќе бидат пристапни на слепите лица. Тоа значи дека како што вие кога сте издавач, дали е тоа на магистерска теза, дали е на дипломски труд, на докторски, дали е на книга, мора да оставите 5 задолжителни примероци во Национална и универзитетска библиотека. Во овој случај со слепите, тоа значи дека вие вашите примероци
без разлика од која институција доаѓате, треба да бидат достапни на формати за слепите лица. Тоа не значи дека секоја институција сега ќе мора да печати на Браево писмо или дека ќе треба на аудио материјали да ги прави тие материјали, меѓутоа тоа значи дека Word документот кој што е подготвен за обработка и понатамошно печатање, ќе треба да го направи достапен за слепите лица на нивно барање. Тоа не чини ништо, не чини пари, апсолутно не ја кошта ништо ни државата, ни било која институција или било кој писател. Со тоа не се повредува авторското право во ниеден случај. Тоа значи можност за пристап на книги. Тоа всушност значи основно човеково право, пристап до информации на сите. Милица Трпковска од Тетово лице со оштетен вид вели дека преку ваквите настани се посочува дека пристапноста во движењето е проблематична, особено во простории каде е тесно и полно со луѓе. Доколку немам некој со мене, односно персонален асистент или другар, колега, снаоѓањето е потешко за тоа што мора да се чекори внимателно, да се опипа теренот околу себе. Има нормално техники за движење, меѓутоа во вакви простори каде што има доста луѓе и каде што се растркани маси столови, треба човек да е доста внимателен и секако да побара помош, може би е најдобро доколку е волку тесно и тешко за движење. Трпковска истакна дека непристапната инфраструктура е најголемиот проблем со кој се соочуваат слепите и слабовидните лица. Јас имав обука во Соединетите Американски држави, кога бев на пракса да се движам самостојно. Меѓутоа, кога пробав тоа да го правам во мојот роден град Тетово, сватив дека моето движење, да речеме, да поминам 500 метри, каде што го знам патот, мене ми треба повеќе од половина час, бидејќи насекаде има коли, возила на тротоарите, паркирани, има луѓе кои брзаат, со велосипеди, пешаци воопшто не гледаат, значи не даваат простор за поминување на лица со оштетување на видот и кучињата водичи се реткост тука и не се дозволени секаде се уште, тоа не е законски регулирано и мислам дека за нас лицата со оштетување на видот мобилноста е најголем проблем и најголемото ограничување и законски треба да се уреди инфраструктурата со тоа што веќе ние имаме закон, само треба да се применува законот за градби. Тоа е она што треба како следен чекор да се направи, она што е напишано на хартија да се применува. На настанот беа презентирани и тифлотехничките помагала кои го олеснуваат секојдневниот живот на слепите лица. Дирекцијата за заштита и спасување со поддршка на Евана започнаа кампања за заштита од пожари на цела територија на Републиката преку едуцирање на населението за намалување на заканите од пожари со помош на едукативен прирачник и постери со чекори за заштита во случај на шумски пожари. Дел од активностите на кампањата вклучуваат делење на прирачници за намалување на заканите од пожари, поставување на едукативни постери на повеќе места, на наплатни станици и на излетнички места. Целта на оваа кампања да се делува превентивно и едукативно, преку подигнување на свеста на населението за сите можни ризици што пожарите ги носат како катастрофа, бидејќи влегуваме во така наречен критичен период во годината за појава на пожари на отворен простор и од Тетовската територијална противпожарна единица апелираат на поголема внимателност да се проверуваат електричните уреди, но и инсталацијата во домовите, како и поголема внимателност на земјоделците кога извршуваат земјоделски работи. Внимателни да бидат нарочито земјоделците, бидејќи сега е седмиот месец, значи овој месец е месецот на жетвата. Значи комбајните са више низ нашите полиња, кај што почнале да жнеат и имат една лоша навика земјоделците наши после жнењето на житото. Значи тоа што останува, значи ги палат стрништата, не мислејќи дека пожарот се шири многу брзо. Пожарот може да донесе и до несекани последици и за објекти низ нашите полиња, и за природата, но
највише што нас не тангира, значи може да го донесе во опасност и човекот. Рече Ука Алити, командир на територијалната противпожарна единица Тетово. Намалувањето на заканите од пожари е само најава за низата кампањи кои ќе се водат под мотото иднината им припаѓа на оние кои се подготвени, а ќе вклучуваат кампањи за намалување на последиците од поплави, земјотреси и други катастрофи предизвикани од природата ни од човекот. Едно од поважните проекти на кои работи тимот на експерти при Дирекцијата за заштита и спасување е изготвувањето на семејниот прирачник, кој ќе биде промовиран на есен. Вчера на улицата Киро Ристорски Дрнц во Тетово лишен од слобода 32 годишниот тетовец ЕИ, како го е пронајден хероин. По документирање на случајот против лицето ќе следува соодветен поднесок. Исто така, ноќес околу 1 часот и 30 минути лишени се од слобода и 53 годишниот РБ, 27 годишниот БК, 42 годишниот НК, 27 годишниот ШИ и 17 годишно лице, сите од Тетово, кај кој е пронајдена марихуана. Денес околу 1 часот и 30 минути по полнок при претресна куќа на улица Боге Велјановски во Гостивар, во која престојува 15 годишен гостиварец, пронајдена е марихуана. Малолетникот е лишен од слобода за понатамошна постапка. Вчера околу 18 часот на улица Борче Јовановски во Гостивар, вршејќи контрола во сообраќајот запрено е патничко возило Опел со гостиварски регистарски ознаки, кое без возачко дозвола го управува 18 годишниот Ија од Чегране. Ија ги навредувал и омаловажувал полициските службеници и набрзо бил приведен во полициската станица Гостивар. Се расчистува случајот, пошто против ИА ќе следува поднесок. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денеска на пресконференција зборуваше за рекет и кажа дека мора да има притвор за Катица Јанева, како и дека власта стои зад криминалот, а се осврне на лидерската средба најавена за петок. Нема потреба да сумна средба каде ќе се зборува за се, освен за најважното, датум за предвремени избори, вели Мицковски околу најавената лидерска средба. Сведоци сме на афера, чии корени одат многу подлабоко од тие две осумничени лица, познати на јавноста, кои што треба да бидат жртвени јагниња. Вчера граѓаните беа сведоци на втор криминален октопод на СДСМ предводен од Зоран Заев. Но овој пат многу поголем, со изразена криминално, рекетарска, медиумска спрега на високи функционери на власта. Овој втор криминален октопод е милје сочинето од неформален собственик на медиум, обвинители чие дејание не може да биде возможно без поддршка од врвот на власта, каде имаме злоупотреби на медиум, тргување со правдата, финансиски интереси и политички мотиви. Нема човек, нема граѓанин кој верува дека сето ова е возможно без силна закрила, подкрепа и институционална поддршка од самата врхушка на власта. Затоа вчерашната панична акција е само театар да се спасат вистинските нарачатели на ваквиот криминал. Да се заштити колку може извршителот Катица Јанева и да не се дознае каква монструозна гарнитура владее со земјава. Бојан Јовановски, познат како Боки 13, како заедно со бизнисменот Зоран Милевски, беше уапсен вчера за случајот рекет за изнуда на пари. Ги поминал сите прегледи и процедури денеска во затворот Шутка, каде беше спроведен доцна синоќа. Боки 13 моментално е во Хашкото одделение со уште еден притвореник, а полицијата немала проблеми при неговото спроведување и сите процедури. По собраните вербални и материјални докази, обвинителството вчера отвори истрага, во која осумничените ги товари за кривично дело, примање награда за противзаконско влијание, а прво осумничениот Јовановски и за перење пари и други приноси од казниво дело. Тие во 2 наврата примиле вкупно 1,5 милиони евра од побарани 8 милиони евра од лице против кое се водело истрага. При претресите прибран е многоброен доказен материјал, што допрва треба да биде предаден за вештачење.
Во име на сите обвинители кои стојат зад мене и во име на целиот истражителски тим, сакам да ве уверам дека примарен интерес е зачувување на интегритетот на СЈО и дека секогаш сме постапувале согласно законските прописи и да бидеме на ниво на задачата и ќе продолжиме да го истражуваме криминалот, изјави денеска обвинителката од СЈО Ленче Ристоска. СЈО стои за целата работа која ја завршиле, како и за тоа дека сите судски постапки кои се започнати да бидат завршени со пресуди, ниту во едните, нити во другите, не беше спомената Катица Јанева. Сакам да ви информирам дека ние внимателно ги следиме случувањата и се разбира дека во однос на актуелните случувања изразуваме голема загриженост. Меѓутоа, во ист момент апелираме да се почитува начелото на пресумпција на невиност, бидејќи тоа е нешто што не прв пат го споменуваме тука пред вас, од една страна. Од друга страна, сакам да потенцирам дека се придружуваме на повикот на јавниот обвинител на Република Македонија да секое лице кое е засегнато од криминалитет, ваквите активности ги пријави. Исто така ги поздравуваме напорите на надлежните органи ваквите активности да ги истражат. И сакам да потенцирам дека и како индивидуи, меѓутоа и како институција, сме отворени за соработка со колегите. Било какви информации кои што би биле релевантни за истраги кои што ги водат другите обвинителства, сме тука да помогнеме, сме тука да ги размениме информациите и доказите, се разбира, доколку бидеме контактирани за такво нешто. На крајот само кратко би завршила дека уште еднаш би сакала да потенцирам дека сите можни сомненија кои што инволвираат поединци или на некој начин ја инволвираат оваа институција, не смеат да ги доведат во интегритет постапките во кои ние имаме постапувано, дека целокупната работа на ова јавно обвинителство останува и верувам дека освен осудителните пресуди кои што ги имавме до сега, и во иднина ќе имаме осудителни пресуди за оние предмети кои што веќе се во рамки на судски постапки. Денеска во Македонија преовладуваше претежно облачно и свежо време со повремени врнежи од дожд. Поплавне наместа врнежите беа проследени со грмежи, дуваше слаб до умерен северен ветер. Температурите се движеа од 10 до 18 степени. Според метеоролозите, утре времето ќе биде сончево со умерена облачност и со умерен ветер претежно од северен правец. Температурите ќе се движат од 12 до 26 степени.